Потрошиле повеќе од 7 милиони евра, 10 години не успеале да го завршат проектот, а згора на се ги измешаат цевките од водоводот и канализацијата, но од јавното предпријатие Комуналец Гостивар вината за ваквиот хаос не ја гледаат кај себе. Напротив, други им биле криви за тоа што по деценија проектот заврши со хаварија. Од општинското предпријатие се правдаат дека немале одговор на барањето за согласност од јавното предпријатие за државни патишта за проектот кој промени тројца градоначалници. Го започна Невзат Бејто од Дуј, па го продолжи Арбен Таравари, а се уште не е завршен иако тече мандатот на Валбон Лимани. Реновирањето не е завршено иако за проектот имаше донација од швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања и Германската развојна банка. Според документацијата и информациите со кои располага јавното предпријатие Комуналец, околу 98% од предвидените работи се реализирани и тестирани. За изведените активности постојат технички записи, извештаи и видео документација. Поради тоа не е основано целиот проект да се прикажува како нереализиран или како инвестиција без резултат. За целосно оперативно поврзување на системот останува да се изведат работи на околу 600 метри од трасата, на дел за кој е неопходна согласност од јавното предпријатие за државни патишта. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека имало 2 барања во електронскиот систем, а согласност не била дадена бидејќи од гостиварскиот водовод не биле платени парите на име такса, што е законска обврска, додека пак за второто барање побаран бил проект кој го нема ниту 2 години подоцна. Во март 2024 година општина Гостивар има доставено барање за цевковод за водоснабдување, за кое е изготвен записник од страна на надзорен орган на јавното предпријатие за државни патишта. Но општината во врска со ово барање до ЈПДП нема доставено техничка документација за добивање на дозвола. Од првото барање досега од општина Гостивар се нема обратено и доставено друго барање, иако ЈПДП и општината имаат остварено повеќе состаноци. Инаку, како што кажа од швајцарскиот државен секретаријат, проектот е започнат во декември 2016 и во нивниот дел завршил во декември пред 3 години. Велат дека сите компоненти од проектот финансирани од нивна страна се завршени, пошто проектот бил предаден на јавното предпријатие. Со проектот планирани се инвестиции кои требало да го подобрат водоснабдителниот систем, меѓу кои изградба на 3 резервоари за вода кај Бањица, Чегран и Здуње, инаку поради нелегално поставување пумпи во одводен канал, при што дошло до мешање на загадената вода од реката Вардар со водата од градскиот водовод. Тројца од ЈП Комуналец Гостивар добија 30-дневен притвор. Осомничени за епидемијата во Гостивар се директорката Артана Асани, техничкиот директор Леон Нуредини и раководителот во предпријатието Вадедин Дервиши.